Пред нова година политичарите со честитка до граѓаните за успешна, берикетна и среќна 2015 година. Поштовани сограѓани, изминува 2014 година, доаѓа новата 2015 година. Си посакуваме многу желби, што да ни донесе новата година. Како градоначелник на општина Штип ви ветувам дека во новата година ќе имате многу проекти и разобување на нашиот град. А вам ви посакувам да имате многу радост, многу среќа, с големини приходи. Оние кои не се вработени да се вработат. На болните посакувам да имаат многу здравје. На младите, на децата да имаат безпрекорна радост и да живеат во убав и прекрасен град. На пензионерите им посакувам да имаат долг живот. На граѓаните на општина Виница да им посакам весели, убави празници, да си посакаме среќна и берикетна нова 2015 година. Честитки до граѓаните испратија и останатите градоначалници од регионот: Тоневски на Пробиштип, Дарко Митевски на Македонска Каменица, Игор Поповски на Пехчево, Радко Димитровски од Кочани, Зоран Минов од Карвинци. Во писмената честитка до граѓаните стои: во престојната 2015 да ги оствариме сите планови за подобар живот, да бидеме здрави, работливи и вредни, секој од нас да се радува на своите успеси како тоа што го правевме во годината која изминува. Да се радуваме на своите успеси во професијата, на успешниот работен ден, да се радуваме на успесите во школувањето, на стекнатото знаење и проширените погледи кон светот, да се радуваме на проширувањето на семејството и на семејните слави и веселби. Честитки до граѓаните упатија и пратениците. Како пратеници од изборната единица 3 се трудевме во текот на оваа измината година да се донесе законска регулатива во интерес на забрзување на бизнис процесите и подобрување на функционирањето на државните институции, се со цел подобрување на квалитетот на живење на вас граѓаните во делот на инфраструктурата, вработувањето, здравството, образованието, пензискиот систем, социјалната политика. Би сакале во новата 2015 година да ви посакаме лично на секој од вас и на вашите најблиски многу среќа и добро здравје, како изголемување на стандардот во целина на сите нас.